тука сме во селото Ратево со еден познат лик, кој што своето детство го поминал токму овде во Берово, да ни каже, еве, разговараме со Дженат Дрековиќ, познатиот фотограф од Србија, еве да ни каже неговите корени тука, поврзаноста со Берово, на кратко. Јас од Сараево доаѓам, од Босна, не од Србија, ама и во Србија едно време живеев, така да не е неисправно, отисум и од Македонија, од Србија и од Босна. Некој која ме праша од каде се, јас викам, јас сум од Југославија. После 11 години доаѓам во Берово, да ја видам фамилијата, да се видам со другарите, со некои свет што ми многу значат во животот. И после повеќе од 11 години доаѓам во Ратево, да го испратам овој настап на бамбурците и да направам некои фотографии што ќе ми останат. Сакам со нив да го запечатам еден дел од моето детство и еден дел од мојот период што живеа во Македонија и во Берово. Како, еве, се чувствуваш овде, како ти се допаѓаат маските, луѓето, на кратко? Па, сето ова што се случува околу мене, многу сум возбуден. После толку време, кога ќе дојдеш, немаш јасна представа ни што да мислиш, ни што да зборуваш. Јас само се препуштам на на емоциите и на ова што се случува околу мене. И после, пошто ми фотограф, помалку зборувам, а повеќе гледам и повеќе чувствувам тоа што го гледам. Берово, како го чувствуваш? Одреден период живееше овде, во Берово. Веруваме дека ти буди сеќавање секој што значи за тебе? За мене Берово сега, кога дојдов после 11 години, скоро па исто. Ама за помлади свет, што е за мене добро, за помладите свет не е толку добро. Јас би сакал повеќе млади свет да гледам во Берово, а во Берово повеќе гледам постари, улиците се повеќе празни отколку што беше за моето време и за иднината би сакал повеќе млади луѓе да гледам и повеќе смех на улиците, повеќе деца во школите, во градинките, што се вика, за се останато само здравје. Благодариме. Hvala.